Па ево, ова е добра пригода да се представи еден дел од ова наше градителско наследство од Македонија. За се работи? Значи, за едни истражувања кои што траат повеќе години. Значи, јас бев на овој терен пред 20 на години, истражував од оваа област на традиционалната архитектура. Потребно беше време, значи, тој материјал да се обработи. И еве денес, после 10 на години, се формира еден материјал кој што се состои од цртежи кои што се изработени во тушна хартија и кои што ги презентираат оние највредни објекти, стамбени, стопански и така натаму од селата низ Струмичкиот регион и кои што формираат една слика за овој регион, за вредностите од овој дел на градителското наследство. Значи се работи за 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, кој што е малце запоставен, значи како вредност во некои наши културолошки рамки и сега сакаме да ја афирмираме малку таа вредност. Значи изложбата се состои од 50 на цртежи кои што се изработени во тушна хартија и кои што прикажува, значи, една визура на градовите и селата на Струмичкиот регион и поготово на тие стамбени вредности на објектите. Меѓутоа не само на дворешниот изглед, туку и сите оние внатрешни интериерни вредности, просторни вредности на самите објекти, нивниот градителски концепт и така натаму, што е содржано во каталогот на оваа изложба. Значи не е само онај аспект на елементи кои се однесуваат на некои ликовно-уметнички аспект на изложбата, туку и малку подлабоко, значи ги истражуваат тие етнолошки аспекти на живеалиштата во овој регион и представуваат еден тип на документација за вредността на овој регион. Зошто тоа го говорам? Затоа што повеќето од овие објекти веќе не постојат. Значи, токму е тоа и вредноста на оваа изложба, да се сочува се тоа за сегашноста, да ги покаже тие вредности и за оние членови кои што се повозрасни, нели, кои што се сеќаваат на тоа време од пред 20, 30, 50 години и памтат овие објекти, нивната меморија е многу блиска со нив, тие веќе не постојат во градовите, меѓутоа и за оние мали ученици, граѓани наши кои што ќе научат доста од овие објекти што не можат веќе да ги видат на самиот терен. Освен за Струмичкиот регион, имате и други вакви цртежи? Да, за останатите региони во Македонија. Да, ова е една изложба, ако го погледате каталогот ќе видите дека е насловен како градителско наследство, една серија број 9, што јас ги обработувам систематски регионите на територијата на цела Македонија. Значи имавме изложби и за целата територија, за пред неколку години во Велес, неколку изложби за Кратово и така натаму, значи изложби кои што систематски го прикажуваат ова градителско наследство, кое што треба да биде малце повеќе афирмирано, да му се обрне внимание и да се сочува, бидејќи веќе ги немаме. Ако вие знаете во Струмичкиот регион и во самиот град Струмица, колку малце објекти постојат денес од овој период. Токму тоа е вредноста и на ова изложба, да се уште еднаш покрене таа јавна свест и да се обрне внимание и на институциите, меѓутоа и на граѓанството, бидејќи тие повеќето се приватни објекти, кои што можат самите да ги реновираат, меѓутоа од различни економски причини. Тука е и таа законска регулатива која што е малце покомплицирана и бара некои услови да бидат задоволени од архитектонски аспект. Значи целиот тој склоп на разни случајности кои што се во моментот актуелни, значи го невозможуваат тоа и добиваме една ваква ситуација која што ова градителско наследство се заборава, пропаѓа и се помалку го гледаме низ нашите улици. Осо вечерва и во наредните инвестиции ќе можат да ги видат овие цртежи. До кога ќе биде отворена оваа изложба? Оваа изложба ќе биде отворена околу месец дена во Струмица и мислам дека е доволно да ги видат сите заинтересирани, почнувајќи од најмладите од училиштата, па и сите заинтересирани кои што сакаат оваков тип на изложби и овој тип од дел од градителското наследство.